Ноква пуста, пуста немирна, време мине, не ми поминува. Срце удира кога умира. Ноква пуста, пуста немирна. Срце удира, љубов умира, ноква пуста била без неа. Една звезда ноква падна, звезда небесна. Мојта љубена ноква замина. Една звезда ноква капна, солза таговна. Мојта љубена, друг ја милува. Иде зора, сон не доаѓа, в душа болка, срце празнина. Сила немам јас да заборавам, мила мајко, да ја преболам. Сила немам, знај, да заборавам, мила мајко, јас да преболам. Ова е само една од песните од големите хитови на Господинот, јас велам. Перо Христов, нашата голема музичка звезда, и кој остави како безброј хитови на македонската музичка сцена, а 50 години кога сте на музичката македонска сцена и како не би оставиле толку голем број на хитови. Задоволство ми е, добро утро и добре не дојдовте во Македонија денес понеделнички. Добро утро и добро ве најдов. Ете, ми направивте чест и уште со самите стихови сум воодушевен. Преубави. Така, преубави ги песни, поздравам преубави сите гледачи стихови. на вашата телевизија. Знаете како, јас секогаш и во ова утро им велам на гледачите кога ја слушаме музиката, секогаш да ги слушаме и текстовите, затоа што токму текстовите имаат порака и го носат она што треба да допре до сите нас, покрај нели музицирањето. Па сигурно, мислам дека текстот се кажува во песната. Се кажува, така. Мада секогаш и текстот е важен, аранжманот е важен, мелодиската линија е важна, така да тоа се компоненти кои за успешна композиција треба се сите топ добри. А вие како знаете тоа добро да го сработите или пак да знаете кој ќе биде добар хит, затоа што низ овие 50 години кариера оставивте безброј. Толку ни е времето за да слушнеме барем некои од нив и да се потсетиме, да уживаме едноставно, но тука сте со причина. Ви благодарам за книгата која ми ја подаривте, Перо Христов, трајна вредност. Тука е вашата кариера? Да. Од почеток до крај, сите ваши песни. Да. Така. Па таа е за првите 30 години до душа, меѓутоа од тогаш има уште други 20 години кариера, така да мислам дека тука е се вметнати доста работи и моите песни се вметнати, нотирани, така да секој може од оваа книга и да си посвирува, да си попее малку Зошто дома. да не, затоа што ги има и нотите, нели, на сите песни и текстовите исто така. Сега би ве запрашала едноставно. Што значи 50 години музичка кариера тука кај нас? Тоа значи, поготово кај нас, многу долг период, многу, би рекол, потрошена енергија. Но не жалите, сигурна сум за тоа. Сигурно дека не жалам, меѓутоа сакам да кажам дека тоа се големи, односно многу километри поминати во народната и забавната музика. Не знам дали знаете, јас започнав со забавна музика, како не, да. Во 70-те години и од тогаш настапував на забавно-музичките фестивали Скопје. И тоа почнав негде околу 20 години имав. Почнав со големите звезди, како што се Мишо Ковач, Лео Мартин, Арсен Дедич, Славе Димитров од овде, Драган Мијалковски, Сашка Петковска покојна. Значи, со многу, мислам дека јас наеднаш се најдов во една таква средина каде што морав да се справувам со мојата кариера уште тогаш, но не жалам, бидејќи добив големо искуство и горд сум на тоа што започнав и со забавна музика. Па после со народната музика ме направив кариера уште поголема, што сосема сум задоволен за постигнатото. Така. Она што исто ме интересира, еве 50 години, кое беше вашето чувство или вашата прва желба да запеете? Дали вашето семејство беше музичко семејство или вие сте можеби првиот во семејството што пее? Нешто повеќе ќе ни откриете или поточно ќе се потсетиме на почетоците на музичката кариера, затоа што одбележуваме јубилеј, нели, 50 години? Па тоа беше уште од негде 10 години се покажа кај мене тој талент и настапував на тие школски приредби, како што и секој пеач почнува. Во Струмица ли? Да, во Струмица.
И потоа многу брзо научив да свирам гитара и почнав да свирам и гитара, имав Едноставно бенд. поиде онака како што треба. И дури негде средно училиште, трета, четврта година, веќе јас почнав да пеам со познати музичари, професори, инструменталисти во Струмица, И во започнавте со културо-уметско друштво кариерата. Бороџони, и така започна, па после и сам си формирав оркестар. Настапував на фестивали ширум тогашната Југославија. Југославија, така. А 70 година бев и добитник на Златен глас на Македонија за млади пејачи, па бев второ пласиран за Златен глас во Југославија во Врање на млади пејачи. И така почна. Убаво искуство имате и од тогашната Југославија со фестивалите и со, еве да кажеме, колегите од тогаш. Па имам Спомени. затоа што Многу велам спомени дека- се во прашање да, исто така. со многу луѓе се сретнав, многу од музичкиот свет, каде што еве настапував во универзалната сала пред 1500 луѓе, плюс на сцена со 30-40 музичари, па со диригент. Значи тоа беше едно за мене непознато, меѓутоа успеав да се борам со тоа и направив и забавна музичка кариера. За професионален музичар, тоа воопшто нели не би требало да Да. представува никаква тежина. Тука почитувани наши господинот Перо Христов, еве за вас донесе и албуми од 50 години музичката дејност, каде што ќе ви ги доделиме, се разбира, со задоволство, па така да телефоните си ги имате. Долу на екраните слободно може да се јавите, првите четворица кои ќе се јават ќе добијат албуми, ќе си уживате во големите хитови Ангелина, во Црно вино, Заборавиме, Не можам љубов да кријам, Судбина било, Капка среќа, Ивона и така натаму. Ова и треба да го имате во вашиот дом за да си уживате во песните на Перо Христов, наше големо музичко име. А сега кога сме кај музиката, потоа сте и добре дојдени со вашите јавувања да ги доделиме цедињата, ке слушнеме она што јас имав можност, еве и на почетокот од книгата да го пренесам текстот на Една солза, една песна, па може ли да уживаме во оваа музичка номера? Со задоволство, на мое задоволство и на ваше, сигурна сум, уживајте сега во продолжение во хитовите на господинот Перо Христов, Една солза, една песна за почеток. Noćva pusta, pusta nemirna, vreme mine, ne mi pominuva, srce udira, voda umira. Noćva pusta, pusta nemirna, srce udira, ljubov umira. Noćva pusta bila bez teja. Jedna zvezda noćva padna, zvezda nebesna, moj dan vera, noćva samina. Една солза noćva kapna, солза tamotna, moj dan vera, drugja miluna. Ide zora, son ne doaga, duša bol
Не ке можам уште еднаш ова небо да го молам, ова небо што ме зема, кога утре ке ме нема, заборави ме. Кода не сум те ни сретнал, кода не сум те ни сакал, очи кријат капка роса, светицо со руса коса, заборави ме. А јас долго ке те памтам, како што се памти тага, дури држиш в рака свеќа, дури криеш в гради среќа, заборави ме. Кода не сум те ни сретнал. Нема надеж уште еднаш дека ке те видам мила, кога ке ме нема мене, кога цвеќето ке свене, заборави ме, кога не сум те ни сретнал. Оваа музичка numera, овој голем хит исто така ќе го слушнеме во продолжение, но прво ќе вклучиме и веќе заинтересирани гледачи кои сакаат и браво за вас да го имате албумот Перо Христов 50 години музичка дејност. Добро утро или добар ден, како сакате? Се слушаме? Слободанка, пред малку се слушнавме. Така. И она докажува кои рано рани 200 гради. Одлично. Значи 200. Ве слушнам вас и го почитувам господинот Перо Христов. И исто така да го поздравам, да кажам дека е прекрасен човек. Така е. Голем домаќин, пошто 96-та година не угости, беше и голем бизнисмен. Перо Вардар Комерц, дојдовме кај тебе во Струмица и кај што прекрасно поминавме и многу ми е драго, а од друга страна да ти кажам дека неќу да го персирам затоа што он беше еден од големите пеачи, многу го сакаше мојата мајка, па на некој начин она веќе не е жива, но ќе бидам пресреќен пошто веројатно би следува ова. Да, секако, албумот. секако дека да. Убав спомен да кажам дека не си остарел, а тоа е многу битна работа. Благодарам. Тајната зошто? Затоа што пееш за љубов и втора работа секоја се обкружен со убави жени. Тоа не за тоа да не направам. Значи тоа било компликации долговечноста дома. и младешкиот Да, изглед. да. А, ете, дознавме која е тајната. Албумот е Почи тука. И многу здравје до Струмица и до сите вас. А реформот како ќе направам, треба да го ставам? CD-то е во телевизија 24, кој ќе дојде по него? Јовановски Владимир. Добро. Ви Не благодарам е проблем, јас ги оставам тука, така да тоа е ваше. Голем ќе си го поздрав и имате- од мене. Да. Ке си го имате во вашиот дом. Благодарам за убавите зборови. Имаме уште еден гледач да го вклучиме. Добро, доколку не сега да, еве, навистина големи хитови, имаме гледач и слушнавте од, ете, интересот е тој. Вие сте големо име на македонската музичка сцена. Добар ден. Ало, Повелете? Добар ден. Добар ден, како сте? Се слушаме ли? да. Повелете, тука сте за се јавувате најверојатно да си го имате албумот во вашиот дом, така да уживате во хитовите на Перо Христов. Да, на телефон Аневски Симо. Симо Аневски. Да. Добро, еве јас го запишувам вашето име и презиме. Тука ве чека вашиот албум во телевизија 24, кога ќе можете добре дојдени сте да си го земете. И да го имате во вашиот дом и да си уживате во големите хитови. Да, се нижеа хитови. ало? Аха, имаме. Добро, ајде ќе ги доделиме сега уште двата албуми. Здраво, како сте? Ало, добар ден, се јавувам од Гевгелија. Добар ден, Гевгелија, да? Роден струмичанец, Перо ми е земјак, роден од село Иловица, Струмица. Така, потеклото ви е значи од исто место. Да. Одлично. Јас сум, сакам многу музиката, веќе генерација, јас сум пензионер. Одлично, да И сте жив и така, здрав и да се пеам- слушате. Пеани гевгеличани, музиката ми лежи и многу ме држи во живот. Така треба, Браво, господине, браво. така Го треба, поздравувам браво. Наш Перо, да ми биде здрав, жив уште многу. Долги Благодарам. години да ни пее и да ни остави така. хитови. И од мене Ќе поздрав до дојдам на Гевгелија. концерт, ќе му дојдам. Така. Благодарам, а за албумот како да направиме? Вие сте од Гевгелија или ќе доделиме на ни... Имам во Скопје свој ќе дојдат. Добро, кажете ми го името ваше? Мирко Соколов ќе дојде. Добро. Многу ви Илија благодарам Пандев. што се Јас сум јавивте. Илија Пандев.
Многу ви благодарам што се јавивте. Еве ни остана уште едно CD или албум 50 години. Ало. Музичка дејност Перо Христов. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Како сте ни? Добро. Со вашиот избор на музика, Слободанка, плените ме воодушевувате, да ви кажам. Многу ви благодарам. Јас тоа ми е и целта. Смилја со песната, еве, Господинот Перо Христов. Така. Потекло сум струмичанка, инаку. Браво за Струмица. Веќе од 6 излезено од Струмица, меѓутоа вчера бевме на Празилијада, на Котенијада во Смолари. Одлично. Струмичани, не дека сум приставица и струмичанка, ама нема им равни, да ви кажам. Еве да го пофалам и грост Струмица. Така. Сите гости ги почастија со една струмка бесплатно. Браво за Струмица. Албумот оди во ваши раце, така? За песната и учител не може да биде немузикален. И вие како ја прочитавте песната, со сите дикција, интонација, прекрасно. Благодарам. Во секој случај, господинот Перо е господин, и за мене од секој пат е бил и слушан и така, инаку сум многу музикална и затоа ви давам честитки на изборот на песните и поздрав. Поздрав, ова кај вас оди, така? Молим? Ова оди кај вас седето? Кај мене ќе дојде, ама ако е проблем, јас сум во Штип, ќе пратам една пријателка, ќе дојде ќе ми... Нема проблем, само името да го кажете, ако јас сакате. Јас сум Викторија Џамбазова. Викторија, добро, Вики. Така, а Нада Фитиска ќе дојде. Добро, нема проблем, еве јас го запишав вашето име и презиме и уживајте. Така, поздрав господинот до вас. Благодарам и до вас, поздрав. Јас уживам да ви кажам во негово друштво и знаете тоа, кога знаете за колку се работи, тоа самото ви доаѓа да кажете господинот. Едноставно да. Вие сте господин и таков печаток оставате и секогаш ние така ве доживуваме господинот, наш музички естраден уметник Перо Христов. Еве, сега ќе проговориме за концертот. Ајде за оној прво во Струмица. Како се подготовките, како течат подготовките, што е она што ќе имаат можност еве струмичани, но и во близина сите кои се да повелат на концертот на 12 ноември во домот на... Да, концертот е на 12 на ноември така, добро? во Домот на културата во Струмица, каде што мислам дека тука нема никакви тајни, имам добри гости, ќе биде доста атрактивен концертот со и нови композиции, и стари, и најстари, се разбира. Мислам дека ќе се одолжам на самата публика, на самите фанови мои за тие години што ете ги должам во живо да ме слушнат. Значи, на концертот ќе ми бидат гости Благица Калева, Катерина од Нелити Реков, Интервали, Игор Ангелов и дуото Моротови. Овде и професор Стојанче од Велес. Инаку Арија, групата Арија ме придружува инструментално. Мислам дека ќе биде еден концерт така на едно ниво, што се надевам дека салата ќе биде полна. Сигурно и се надевам дека јас од се срце ќе дадам се од себе да презентирам тоа што и долго години го презентирам, значи на 12 ноември во Домот на културата во Струмица. Ќе уживаат во големите хитови на Перо Христов. Јас имав можност да ја проучитам од оваа преубава навистина книга, каде што е целата ваша биографија, да кажеме, вашите музички почетоци. Кажавме уште 12 години фалат, па може да допишете уште плюс нешто, но како и да е. Ајде сега да уживаме во Заборавиме. Neke Boža uštedena ova nebo da go mola ova nebo što me sema
jaz dolgo ќе те памтам, како што се памти тага. Дури држиш рака свеќа, дури криеш гради среќа, дури држиш рака свеќа, дури криеш гради среќа, заборави ме, да не сум те ни сретна, да не сум те ни сакам. Светицо со руса коса, очи пијат, капки роса, заборави ме, заборави ме. Да не сум те ни сретна, да не сум те ни сакам. Светицо со руса коса, очи пијат, капки роса, заборави ме, заборави ме. Да не сум те ни сретна, да не сум те ни сакам. Светицо со руса коса, очи пијат, капки роса, заборави ме, заборави ме, заборави ме, заборави ме. Пијам за тебе јадови пусти, што друг ги љуби твоите усни, што од мене друг те зема, а утеха мене, знам, ми нема. Пијам за тебе, за судба наша, очаен кршам, чаша по чаша. Ај што ми се криви тие, што заедно не сме сега ние. Во црно вино утеха нема, друг ми те зема, тој срце нема. Тој што туѓа среќа краде, проклет да е Бог да даде. Пијам за тебе, пијам до пара, душа во вино заборав бара. А знам дека не ке најде и да пијам нема фајде. Во црно вино утеха има или нема? Па сега за кој како? За кого како? Да. Меѓутоа црното вино секогаш добре дојдено за убава, кога слушаме убава музика и да си потпивнеме помалку. Да, па ова композиција на господинот Григој Копров ми донесе доста среќа во животот и на некој начин и ми е лична карта на мојата кариера. Така. Така да, ете, му благодарам многу што ми додели таква песна. Тоа е 1990 година, каде што настапив на Валанду во една силна конкуренција, но сепак ете тоа испадна како голем хит во македонската новосоздадена песна. И другите ваши се големи хитови, меѓутоа и те кажавме да ова има еден така поинтересен, да кажеме, печат, затоа што кога се пее за виното и за љубовта, тука мислам дека сите можеме да се пронајдеме. Па јас сум пејач што повеќе пеам за виното, за ракијата, за љубовта, за секојдневието, за маката, за... И токму за тоа хитови се песните. Мислам дека тоа е мојот стил на интерпретација и сосеба сум задоволен што го одбрав точно тој стил. Така. Да ги споменеме еве соработниците со кои овие 50 години од вашата музичка кариера подолго соработувавте. Најмногу со господинот Григој Копров. За мене тој представува уште најплоден композитор во Македонија. Инаку соработав со сите композитори во Македонија што пишуваат и забавна музика и народна музика, така да па се роди да не заборавам некои, можем слободно да кажам, во мојот опус од негде околу 200 композиции снимени во народната музика поготово и во забавната дел, значи нема композитор што напишал песна од постарата генерација, зборам,
што не сум добил композиција од него. Така да, за сите тие 100 фестивали, би рекол, од забавна и од народна музика, сум соработувал со сите можни и добри автори во Македонија. Токму и затоа ги имаме овие хитови кои си ги имаме. А во продолжение, уживајте во големиот хит на господинот Перо Христов. Во Црно вино утеха нема. За некој нема, за некој има, како кажавме. Вие уживајте. Пијам за тебе, дадови пусти, што други љуби твоите усни, што од мене друг те зема, а утеха мене сам ми нема. Пијам за тебе, за судба наша, очаем кршам, чаша по чаша, а што ми се криви тие, што заедно не сме сега ние, по црно вино утеха нема, друг ми те зема, тој срце нема, тој што туга среќа краде, проклета е добра даде, по црно вино утеха нема, друг ми те зема, тој срце нема, тој што туга среќа краде, проклета е добра даде. Pijam za tebe, pijam do para, ušavo vino zaboravara, a znam дека не ќе најде, и да пijam нема фајде, по црно вино утеха нема, друг ми те зема, тој срце нема, тој што друга среќа краде, проклета е добра даде, по црно вино утеха нема, друг ми те зема, тој срце нема, тој што друга среќа краде, проклета е добра даде, по црно вино утеха нема. Барем на сон ми доаѓаш, барем од сон не ми бегаш, не ќе молчи да отворам, така знам дека ќе те изгубам. Ке си викнам чалги, ке го сотрам сето вино, ке си лечам јадови, што ми правиш Ангелино? Ке си викнам свирачи, ке го сотрам сето вино, ако моја не си ти, нема живот Ангелино, ангел моме Ангелино. Многу хитови за да ги собереме во една целосна емисија, колку часови би ни биле потребни? Еве вака, од прилика да кажеме. Многу. Меѓутоа ги издвојуваме, еве оние. Доста
часови. Доста часови, меѓутоа Може би и денови. Така е, ги издвојуваме оние. Сите се слушани, меѓутоа, ете, мора нешто да слушнеме, така ли е? Так. И во Скопје ќе имаме концерт, одбележуваме, значи, 50 години јубилеј на музичката дејност во музичката кариера. За во Скопје подготовките исто така се е во ред во домот на армијата. Тие нормално идат заедно, и тој концерт и тој малку е напорно, меѓутоа мислам дека ќе успееме, при крај сме и на тие подготовки овде. Овде концертот е во организација на Роса Радио. Тие исто така организираат доста трчкат околу концертот. Ќе се одржи на 20 ноември, тоа е среда, во домот на Арама во Скопје. Иста гарнитура, исти гости. Почеток 20 часот. Мислам дека овде ќе презентираме така нешто малку поизменет репертуарот, репертуарот во Струмица. Значи, може некоја песна повеќе да додадеме, така да ќе биде тоа исто така на компактна целина, каде што веќе групата Арија го работи и одиме и на проби, така да се е подготвено за одбележување на 50 годишниот јубилеј. Еве, значи на 12 ноември во Домот на култура во Струмица, исто почетокот е 20 часот, и во Скопје на 20 ноември во Домот на армијата на Република Македонија. 50 години одбележуваме јубилеј, опстанок и каков на македонската музичка сцена. Господинот Перо Христов ќе ве почести со неговите и како убави хитови, кои веќе ние имавме можност да уживаме во нив и да ги слушаме. Верувајте, јас да ги исчитам онака текстуално, затоа што пренесуваат едни толку убави љубовни преубави пораки. И повторно го имаме виното со Ангелина. Она што би сакала и за крај да ве запрашам, вие кажавте дека патувате и далеку, дека исто така и таму сте со нашите иселеници. Па како е чувството да се биде и со македонците надвор од тука? Па последните неколку години гостувам во Америка. Со оглед на тоа дека вашиот син е таму, така? Да, нормално, меѓутоа не е само тоа причина, јас имам и покани за гостување. За гостување, таму. Кога веќе сте таму, се разбира. Обично на нашите религиозни празници во тоа време одам, значи после Нова година, и настапувам во, да ви кажам дека Америка има 36 македонски цркви, каде што навистина тие луѓе таму, нашинците, си прават забава и се покануваат пејачи од Македонија. Си почитуваат она што е наше. Меѓу кои сум и јас. И така, мислам дека повеќе одам да ги задоволам срцата на македонците таму. Да ги исполните со радост. Да ги разиграм, да ги распеам. И тоа ми е посебно задоволство што го правам последните години. Мене ми беше навистина големо задоволство што вие понеделнички бевте дел од утринската програма Македонија денес и ние како екипа се разбира дека ќе ви посакаме секое добро во секое време, многу здравје, да сте ни жив и здрав и да одбележувате уште многу други јубилеи и покрај овие хитови кои ги имате да ни оставите уште. Јас ве поканувам на мојот концерт во се разбира, Скопје. тоа се подразбира. Сите што ја следат емисијата и што не ја следат, значи можат слободно да дојдат и да запееме заедно на 20 ноември во Домот на армијата во Скопје. Бидете сигурен дека ќе бидам дел од публиката со аплаузи. А сега за крај од Македонија денес и утринската програма ќе уживате со исто така голем хит на господинот Перо Христов, Ангелино. Ви посакувам секое добро. Уживајте вие со нашата утринска програма, секогаш ќе имаме добар избор на музика само за вас. Барем на сон ми доаѓаш, барем од сон не ми бегаш, нека очи да отворам, така знам ке те изгубам, нека очи да отворам, така знам ке те изгубам. Ке си битна, жал ми, ке го сотрам се вино, ке си лечам јадови, што ми правиш, Ангелино. Ке си викнам чални, ке го сотрам се вино, ако моја не си ти,
nema života Angelino, angel mome Angelino. Nemoj, majko, ne budi me, ušte malku, ostavi me, saka ušte da sonuva, barem son da ja miluva, saka ušte da sonuva, barem son da ja baknuva. Che si vikam svirači, che go sopram se povino, che go polnam životo, a i tebe Angelino. Che si vikam svirači, che go sopram se povino, ako treba napijem, da si legnam Angelino, da si umram Angelino, che si